Лов на крупни или бркање ситни риби. Дали Државната комисија за спречување корупција се занимава со висока корупција или со минорни случаи кои не се од јавен интерес? Во превод, прашањето е дали комисијата денес работи малку, но сосема доволно колку да го оправда своето постоење. Истражувањата на Македонскиот центар за меѓународна соработка за следење на работата на Државната комисија покажува низа сериозни слабости во функционирањето на оваа институција. Клучната забелешка е дека високата корупција воопшто не е на агендата на оваа институција. Од постоењето на дирекцијата досега, случајот Бачило е еден од ретките примери на ефикасно постапување, каде епилогот бил судска разврска. Според МЦМС, случајот имал и сериозни политички импликации за тогашната влада на СДСМ, предводена од Владо Бучковски, која неколку месеци подоцна ги изгуби изборите. Првиот состав на антикорупцијска ги отвори случаите Окта, Фершпет, Порцеланка, продажба на македонски телекомуникации, ЗИК Куманово, Славија. Според МЦМС, во 2014 и 2015 оваа институција не постапувала по ниједна значајна корупцијска и криминална афера. Комисијата тие години работела главно предмети за суди на интереси, опоменувајќи десетици функционери дека не може да вршат по две функции истовремено. Еден од нив беше министерот без ресор Веле Самак, чија сопруга работеше во странска компанија која добивала финансиска помош од државата. Случајот беше решен откако министерот ги известил дека работиот ангажман на неговата сопруга завршил и договорот нема да им биде продолжен. И додека антикорупцијска се занимаваше со овакви случаи, од друга страна воопшто не отвори постапка за други, каде јавниот интерес беше далеку поголем. Таков е случајот со проектот Скопје 2014, за кој низа истражувања открија сериозни сомнежи за висока корупција. По доаѓањето на Жерновски за градоначалник на Центар беше направена ревизија на проектот Скопје 2014, а резултатите стигнаа на адресата на јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција. Не се знае дали овој предмет останал во нечија фиока, но факт е дека антикорупцијска воопшто не покрена истрага. Формална истрага во комисијата не беше отворена ниту за аферата прислушкување, иако СЈО досега од прислушкуваните предмети откри низа сериозни корупцијски случаи во кои се мешани високи функционери. Но и граѓаните се помалку им веруваат на комисијата. До 2010 до оваа институција пристигнувале од 450 до 1000 пријави од граѓани, а сега тие добиваат едва и по 200, од кои побројни се представки поднесени околу изборите. Иако скромно работат, сепак од Државната комисија воопшто не се скромни во годишните извештаи. Па така на 50 страници надолго и на широко објаснуваат како се бореле со корупцијата во земјава. Но ако за некои активности има опширно објаснување, во извештајот за работата за 2016-та, кој следната недела се разгледува во Собранието, нема ниту една информација за истрагата што беше поведена околу финансирањето на низа невладини организации и фондации. Еден амбасадор на голема институција што беше дојден кај нас, дури се интересираше зашто сме покренале контрола на работењето на граѓанските организации. Контрола може да врши само донаторот во нивната земја. Јас велам на тоа, а што ако донаторот е од терористички организации? Истрага беше поведена за 21 невладини организации и фондации, пошто предмети се отворени во УЈП, Јавното обвинителство и Управата за финансиско разузнавање. Според експертите, антикорупцијска воопшто не треба да ги следи парите од странски донации, а да замижува за злоупотреби на државни пари. За тоа колку постапувањето, односно непостапувањето на антикорупцијска го чини македонскиот народ, најдобра илустрација има во извештајот на МЦМС за периодот од октомври до декември лани. Во овој период именувани за 193 лица на 199 функции. Законски тие требало да бидат објавени во регистарот за избрани именувани лица и истовремено да достават анкетен лист. Двете обврски не ги исполниле 133 лица, 28 лица не исполниле само една од обврските, а за 32 лица не се објавени потребните информации ниту во регистарот, ниту во базата за имотната состојба. За овој случај антикорупцијска не повела иницијатива пред судовите за да се изрече глоба на институцијата или одговорното лице на таа институција. Ако антикорупцијска го сторела ова, можела да наплати казни во висина од 125.000 евра, за која сума можеле да се купат дури 9.000 столчиња во училиштата во земјава.